Совини, све тоа. Таму ќе го разгледа и да тига. Можете од воза да може да помага тука да крена. И тоа до каде може да дојде? Огромни кипери, кои треба исто се бон габаритни. Во моментот увидните екипи вршат увид да видиме која е причината за ваквиот настан, но нашо е среќа околност во сето ова да нема повредени и нема жртви. Тоа е најсреќната околност во сета несреќа. Има материјална штета која што е причината и која што е евидентна позади нас, која што ќе се утврди накнадно. Причините за овој настан ќе ги утврдат увидните екипи кои што се составени од групи од Македонски железници транспорт и Македонски железници инфраструктура, на кои што им асистираат крим техника од Министерството за внатрешни работи. Се разбира и основното обвинителство ќе испадне да изврши увид. Ние како влада ќе направиме се што е во наша моќ да пред се прво колку што може побрзо savршат увидот и увидните екипи, се надеваме дека тоа ќе биде во текот на денешниот ден и ноќта, а од утре да почне веќе санација на колосекот, за да може да се воспостави повторно транспортниот правец север-југ, односно коридорот 10, кој што во моментот ќе биде во застој. Се надеваме дека ги правиме сите подготвителни активности пред се, значи после завршување на увидот да може да се отстранат вагоните кои што се хаварисани од коловозот, а после тоа инфраструктура е спремна во најбрз можен рок, во рок од 24 часа да ја санира значи пругата за да може да се воспостави повторно сообраќајот. Ко ресорен министер за транспорт и врски бев информиран од страна на директорот на инфраструктура, исто така од представниците на железници транспорт, за оно што се случи синоќа околу 1 часот и 50 минути. Претходно вице-премиерот Андушев кажа дека владата целосно стои за да помогне во целокупното ова несреќа која што жел се направи. Најсреќна околност и јас да повторам што нема изгубено човечки животи. Ние од наша страна, заедно со двете предпријатија, за кои што сега и не информираа целосно околу што ќе го направат после завршувањето комплетно на СИОТ увид, бидејќи дел действија не може да се прават дури не заврши СИОТ увид од страна на комисиите и се разбира од страна на Министерството за внатрешни работи и основното јавно обвинителство, меѓутоа после извршениот увид целосно ќе влезат во функција на отстранување на она што ќе значи вагони и се разбира санирање во делот на пругата. Така да од наша страна, тоа го кажавме и со вице-премиерот, ќе застанеме комплетно за колку што може ова се побрзо се санира и се разбира се способи железничкиот сообраќај во крај. Голема благодарност до вице-премиерот Анчушев, министерот Сугаревски, предпријатието АД Транспорт, што се денеска тука и што гледаме што е можно побрзо да ги оправиме работите од кога е случена ова несреќа. За доброто на сите што нема човечки последици, туку се само материјални и тој дел ќе биде покринат од осигурувањето што имаме активно и така натаму. Но тоа што сакав да потенцирам е многу важно и вие сте сведоци дека во 2012 година ние потпишавме договор за реконструкција на 60 км од коридор 10. Еден од тој дел што е реконструиран е делот Табановци-Куманово, па од Куманово до Скопје имаме делумна нивелизација и регулација на постоечката пруга, која само по себе покажува дека параметрите се запазени и кондицијата на таа пруга е запазена согласно стандардите со кои ние го водиме и тие се стандарди што се инкорпирани во сите закони и правилници што ги користиме. Од другата страна е стресна околност што во 23 сатот го имавме експресниот воз со оди Солун Београд кој поминал на овој пруга. Во 00:36 го имавме другиот воз што отишол од Скопје према Табановци со 33 вагони или 800 тона и во 1:50 имаме истиот воз кој се вратил товарен и после поминување на патниот премин, кај што многу убаво се гледа и на камерите дека немал некоја, да кажеме, посебна ситуација, се случило до, да кажеме, искривување на еден од вагоните или третиот вагон, да кажеме, и после целата таа друга работа е као резултат на тој искривување. Сега екипите од инфраструктура, од транспорт, вклучувајќи и други експерти од областите работат. Тоа што првично гледаме, имаме некои индици за некои можни
параметри кои не водат зошто би се случило ова. Едно тоа е дека и тука позади може да гледате дека има некои неправилности во товарењето на вагоните, кои после целиот вид ќе ги кажеме во кој број се и колку број се и колку може да тие да придонесат, но исто така ќе гледаме и другите причини во што во најможен кусен рок ќе бидете известени. Тоа е што сакам да потенцирам уште еднаш, дека ние као инфраструктура сме спремни, од кога ќе ги расчистиме пругата во максимален рок од 24 сати да ја пуштаме пругата за проток со брзина од 60 км, па за 2-3 дена додека целата процедура согласно тие прописи заврши, ќе ја пуштаме за редовна 100 км на сат. А дали ова што го споменавте, неправилноста при товарењето на вагоните е првична неофицијална индиција за причините? Ова е една од индициите што ги гледаме. Тука се гледа и тоа е факт. Колку тоа делувало, ќе го каже и извештајот. И другите, исто така ги гледаме и другите причини и параметри. Се има процедура, се има ред како ги правиме тие работи. Ние нормално дека нема да криеме ни еден од елементиве, што и да се случило, ќе бидеме отворени да ги кажеме и да земаме одговорност за тоа.